Пред се, би сакал да го поздравам председателот на Асоциацијата на вино од Македонија, господин Свето Јаневски, почитувана екселенцијо, почитувани министри, заменици министри, почитувани домашни и странски експерти, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство да го отворам денешниот настан посветен на винската индустрија. Тоа е Светскиот ден на вранецот. Како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, особено ми е драго што за прв пат овој голем настан се одржува во Република Северна Македонија и што токму ние како држава оваа година сме домаќини. Северна Македонија има исклучително поволни услови за производство на квалитетно грозје и вино. Затоа, нашето вино, особено вранецот, е познат по својот квалитет ширум светот. Лозарството и винарството се наши стратешки гранки и затоа, како влада, изминативе 2 години, посветуваме сериозно внимание на развојот и на примарното лозарство, но и на винската индустрија. Во моментот има над 28.000 хектари подлозови насади од винско грозје, од кои околу 11.000 хектари се под сортата вранец. Овој податок ја прави нашата држава најголем производител на грозје и вино од оваа сорта во регионот. Затоа, мерките кои што ги креираме се во насока на одржување и изголемување на површините со лозови насади, а со тоа крајно и на производството на вина. Преку мерките од програмата за директните плаќања 2019 овозможивме 20% повисоки субвенции за одржување на лозовите насади за лозарите со развоен потенцијал. Со новата мерка за субвенционирање гориво за земјоделска механизација, лозарите ќе имаат порентабилно производство, бидејќи 30% од трошоците на гориво ги покрива државата. Во делот на винската индустрија, ја зголемивме поддршката на промоција на македонските вина на меѓународните саеми од половина на 1 милион евра. Со што ќе се овозможи поголем пробив на нашите квалитетни вина и отварање нови пазари за самиот извоз. Но, за винската индустрија е најважно да ги следи светските трендови. За таа цел, мерките од ИПАР 2 програмата овозможуваат кофинансирање на трошоците за изградба или реконструкција на винарници, како и за набавка на опрема, што е важно за модернизација на производството, за воведување на нови технологии и крајно за зголемување на извозот во флаширано вино. Во комуникација со представниците од винската индустрија подготвивме измени на Законот за вино, кој што е во финална фаза на носење. Со законските измени се олеснуваат условите за производство во мали семејни винарии, ќе се воведат нови вински производи, што ќе придонесе и за поголеми приходи за винарските визби и за лозарите, поголем извоз на вино и поголем девизен прилив. Нашите мерки за развој на оваа индустрија веќе даваат позитивни резултати. Република Северна Македонија станува препознатлива по производство на квалитетно вино, на квалитетен вранец, што не етаблира како винска земја. Вкупното производство на вино се движи од 115 до 125 милиони литри, од кои приближно 80 милиони литри завршуваат на пазарите надвор од Република Северна Македонија, од што годишен девизен прилив изнесуваат околу 50 милиони евра. Радува фактот што виното во шише постепено го зазема местото на наливното вино во рамки на вкупниот извоз. Конкретно, додека во периодот 2000-2010 година, односно на вино во шише со наливно вино беше 10% во флаширано, остатокот беше наливно. Во последните неколку години ова разлика е променета на сметката на вино во шише. Сега, приближно 30% од виното што се извезува е токму виното во шише. Исто така, позитивен е и фактот
што се забележува и диверзификација на пазарите, при што во последниот период наспроти традиционалните земји увознички на македонски вина во ЕУ, Германија, Хрватска и Словенија и земјите од соседството, како Србија, Босна и Херцеговина, нашето вино е се позастапано на пазарите на Америка, Канада, Кина, Јапонија. Почитувани присутни, ја користам ова прилика да упатам честитки до иницијаторот, Сдруженијето Вина од Македонија и организациите од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и други вински здруженија од земјите на Западен Балкан за потпишување на меморандум за соработка со кој што и официјално е формирана Балканската винска мрежа, кои што заеднички ќе го реализираат проектот Виното како мост за поврзување на земјите од Западен Балкан. Очекувам дека формирањето на оваа мрежа ќе придонесе за поголема регионална соработка и заедничка промоција на виното од балканските земји. А ние, како влади, ќе бидеме секогаш тука за промоцијата со мерките кои што ќе ги носиме да помогнеме во целиот процес. Денешната конференција по повод Светскиот ден на Вранецот е добра можност да ги видиме светските трендови и да се разменат искуства во делот на винската индустрија. За крај, упатувам благодарност и ги поздравам присутните гости од странство, кои верувам дека изминатите денови при посетата на винарниците и винските региони во нашата земја имаат можност да го вкусат нашето квалитетно вино и да ја пренесат нашата винска традиција во своите земји. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успех.